Насилството е постојано како што израелските воени авиони ја бомбардираат Газа, додека Хамас продолжува да истрелува ракети кон Израел. Протести на западниот брег избувнаа по петочните молитви минатата недела, а конфронтациите меѓу израелските сили и палестинците оставија неколку мртви. За прв пат по речиси 20 години израелски авиони нападнаа град на западниот брег. На границата со Либан насилството исто така ескалира, предизвикувајќи загриженост кај двете страни дека може да започне нова војна меѓу Израел и Хезболах. На социјалните мрежи графички сцени на насилство се насекаде, достапни за секого. Израелската влада објави видео од милитант на Хамас како пука во цивилно возило и видео од камерата од внатрешноста на автомобилот. Гласот на Америка не ја потврди независноста на видеото. Нефилтрирани, а понекогаш и лажни информации потикнуваат меѓусебна омраза која станува се поинтензивна и вкоренета кај луѓето од двете страни на овој конфликт. Овие деца што ги гледате, нивните родители чекаа 16 години да ги добијат, сега се убиени. Што му направија на Израел овие деца? Надуш Мохамед живее далеку од Газа во удобна куќа во Рамала. Таа вели дека повеќе би сакала да биде мртва, отколку да гледа што и доаѓа на телефонот секој ден. Откако ќе го видите, вели таа, невозможно е дури да помислите да живеете во мир со израелец. Ние сме различни од нив. Го видовме третманот на Хамас кон децата и односот кон Израел. Тоа што го кажаа за палењето деца не е точно. Хамас се однесува многу добро со своите заложници. Таа се осврнува на видеото што го видела објавено од милитантната група Хамас, во која тврди дека добро се грижи за израелските деца што ги држи како заложници. Содржината на видеото е непроверена. Веќе неколку дена улиците на Рамала се полни со луѓе кои протестираат против израелските напади врз Газа. Во израелските заедници близу до границата со Газа животот запре. Во Ашкелон, најголемиот град во близина на Газа, малкумина излегуваат на улиците. Сирените не се активираат толку често како порано на почетокот на војната, но ракетите постојано доаѓаат од Газа насочени кон нив. Во оваа некогаш раздвижена марина, само неколку луѓе дојдоа да се прошетаат на сончевото време. По неколку дена дома, Јана решила да излезе на прошетка со своето момче Николај. Нивната реалност е сосема поинаква од онаа на Надуш, но изгледаат поврзани во омразата што ја изразуваат. Покажаа видеоснимки од војници кои се киднапирани, од деца кои беа извлечени од возила, силувани девојчиња на плоштадот во Газа. Мислам дека нема разлика меѓу нив. Тие се исти. Јана како Надуш не мисли дека некогаш ќе биде можно израелците и палестинците да коегзистираат после ова. Не можете да живеете со нив во мир. На крајот ќе не убијат. Затоа што на училиште ги учат дека ние сме нивни непријатели. Јана се осврнува на видеата што ги видела на социјалните мрежи, а кои тврдат дека покажуваат палестински училишта како ги учат децата да ги гледаат израелците како нивни непријатели. Таа содржина е исто така непроверена. И израелците и палестинците пораснаа во култура на меѓусебна омраза и недоверба. Многумина од двете страни на оваа трагедија гледаат на смртта и уништувањето повеќе од кога било како единствено решение.